Испадите во системот за струја пред 2 дена ќе ги расчистува посебна комисија. Ќе се утврдува кои се вистинските причини и каде е одговорноста за хавариите кои го оставија Скопје и добар дел од државата без струја. Но кој како ќе ги надомести евентуалните штети? Оваа дилема е повеќе од оправдана, ако се има предвид фактичката состојба со повеќе кратни испади во мрежата, кои предизвикаа пожари во 2 трафостаници и прекини во напонот кој ги остави во мрак домовите на граѓаните. Законот регулира дека за евентуалните штети граѓаните може да бараат обештетување. На социјалните мрежи има реакции, но за сега нема конкретни информации за претрпени штети во домовите, пред се во делот на електронските уреди и апарати кои се многу сензитивни на промената на струјниот напон. Од регулаторната комисија за енергетика за Алфа вела дека граѓаните може да пријават штети, а целиот процес е регулиран со соодветен правилник. Операторот на електропреносниот систем и операторот на електродистрибутивниот систем на производителот и на потрошувачот на електрична енергија приклучени на соодветниот систем му ја надоместуваат штетата настаната поради намалување на квалитетот на испорачаната електрична енергија, утврден со мрежните правила или прекин во испораката на електрична енергија настанати по вина на операторот. Постапката е следна. Граѓаните треба да достават барање до операторот, пошто ќе се формира комисија која ќе одлучува дали штетата е настаната токму поради прекинот во тој период. Од Организација на потрошувачи на Македонија велат дека досега никој не пријавил штета поради проблемот во мрежата на македонскиот електродистрибутивен систем од пред 2 дена. Прашавме и во Евана Хом, кој во ваков случај треба да им излезат во пресрет на корисниците кои евентуално претрпеле штета. Дали и колку од граѓаните поднеле пријава до нив за сега нема информации. Дилемата е што и доколку некој од нив кои претрпеле штета немаат осигурување на нивните домови. Експертите од оваа област велат дека и во таков случај има соодветна процедура. Првиот човек на МЕПСО, Орхан Муртезани, за Алфа вели дека има формирано работна група која интензивно работи на проверка на системите и начинот на кој вработените одговараат доколку настане проблем. Инаку, прекинот според информациите настанал поради дефект на изолаторот и искрење, пошто следел и пожарот во околината на далеководите, а системите за заштита на МЕПСО реагирале и автоматски се исклучила електричната енергија.